Македонските затвори само што не го допреле дното. Затворениците живеат заедно со бабашваби и лебарки, спијат на душеци на земја во простории со влага, кои наместо со 8 ги делат со 16 луѓе. Немаат топла вода, а затворениците во Куманово воопшто и немаат вода. Најлоша е сликата во затворот Идризово, во кој се сместени најмногу затвореници во Македонија и каде според омбудсманот состојбата е повеќе од загрижувачка. Односот на властите е игнорантски кон состојбите, а не се даваат ниту потребните пари за нормално функционирање, потенцира народниот правобранител. Условите за сместување не се ништо подобри и во просториите каде што затворениците се сместени и кои простории се користат. Во оваа смисла, условите во кои што се сместени осудените лица во затвореното оделение, како и во така нареченото оделение амбуланта на затворот Идризово, слободно може да се опишат како нехумани и деградирачки. Запленетите мобилни телефони, ножеви, дрога и оружје во Идризово ги покажуваат системските недостатоци, вели Зибери, а не ја исклучува можноста и за вмешаност на службените лица за внесувањето на недозволените предмети во затворската установа. Неофицијално за внесување на еден телефонски уред изнесува од 200 до 500 евра, зависно од местото на лишување, односно задржување, односно казнено-поправната установа. Се разбира, таму се внесуваат и други средства, како што се дрога и други недозволени средства. Токму затворските полицајци му се пожалиле на омбудсманот дека се соочуваат со закани и притисоци, па дури и опити за влијание во нивната работа. Бидејќи ваквите притисоци остануваат непријавени, Зибери го повика МВР да преземе активности за да ги охрабри затворските службеници. Поради ова затворската полиција протестираше пред затворот Идризово откако беше запален автомобилот на командирот и побараа државата да ги заштити. Се уште ја чекаат поканата од министерот Топанчевски за да му ги кажат проблемите.